Милионите тап сеанса. Дозволите да ја отворам првата конститутивна седница. Почитувани амбасадор Лосон, почитувани членови кои не следите, добро дојдовте во првата и на угоративна седница на Советот. Дозволите пред да дадам збор на присутните, да се обратам. Почитуван амбасадор Лосон, почитувани членови на Советот, почитувани гости, почитувани медиуми и граѓани кои ја следите ова седница. На самиот почеток сакам да изразам големо задоволство за поводот за кој сме денеска собрани тука. Денес го формираме Совет за координација на активностите на Северна Македонија во НАТО, што е директна потреба од нашето членство во НАТО. Имајќи ги предизвиците за безбедноста и стабилноста со кои се соочувам како дел од Евроатлантската заедница, формираме Совет кој ја зацврстува нашата отпорност и кој ќе помогне во нашиот координиран настап како институции кога е во прашање безбедноста во најширока смисла и работата на НАТО. Пред се, овој Совет денеска ја потврдува нашата посветеност на безбедноста низ единство и нашата силна врска со Обединетото кралство, поради што денес покрај мене стои амбасадор Лосон, во име на нашиот близок сојузник и постојан помагач на нашата евроатлантска интеграција, Обединетото кралство. Почитуван амбасадор, дозволете во оваа прилика да изразам благодарност во име на граѓаните на Република Северна Македонија и во мое лично име до вас и до соработниците кои неуморно работеа заедно со тимот на Министерството за надворешни работи и мојот тим за да го овозможат овој момент. Формирањето на Советот е фрагмент од севкупната поддршка која Северна Македонија добива од кралството и со која се овозможува нашата забрзана евроатлантска интеграција. Всушност, тоа го прават искрените пријатели и сојузници едни за други и драго ми што нашите две држави има таква стара, долга и испреплетена нишка на блиски билатерални односи. Почитувани присутни. Во услови кога светот се соочува со нарушена безбедност, со предизвици за нашите демократски вредности и принципи од страна на авторитарните актери, секој заеднички потфат и придонес во одржувањето на стабилноста и безбедноста, како и на засврстувањето на нашата позиција како фактор на стабилност на регионот. Докму тоа е ефектот кој очекувам да го постигне овој Совет. Меѓутоа, ние не сме само фактор на стабилност во регионот. Ние придонесуваме рамноправно и рамо до рамо со нашите други сојузници во НАТО, моментално 31, а наскоро 32, во зачувањето на мирот на над милијарда граѓани со кои ги делиме истите демократски определби за мир и стабилност. Како членка 31, односно 32 во исчекување на Шведска. Како членка на најмоćната војна политичка одбранбена алијанса во свет, работим за бедноста на граѓаните во Северна Македонија и на граѓаните на останатите сојузници. Преку спроведување на политика за одбрана и одвраќање, инвестираме во договорените најсеопфатни одбранбени планови од крајот на студената војна, дизајнирани за соодветен одговор и спротивставување на двете главни закани за алијансата – Русија и тероризмот. Авторитарните актери се обидоа да го поделат НАТО, но наместо тоа добија алијанса која се прошири и надгради. НАТО никогаш не било пообединето и посилно од денес. Членките на НАТО инвестираат во својата одбрана како никогаш порано. Ова година го достигнавме зацртаниот минимум од 2% на бруто домашниот производ за нашата одбрана, кој го договоривме со нашите сојузници, од кои околу 30% се наменети за опремување и модернизација на нашата армија. Продолжуваме со силната поддршка за Украина, која во овој момент бие многу поголема битка од тоа што го гледаме во фронтот. Украина веќе 2 години се бори за својата слобода, бранејќи својата територија од Русија, која го наруши мирот во Европа.
Таа битка не допира сите нас и затоа Северна Македонија ќе стои покрај Украина се додека е тоа потребно. На самитот во Вилнус ја и цртавме јасната визија за иднината на Украина со силен пакет политичка и практична поддршка, чија национална координација, чија работа токму на овој совет. Освен инвестициите и политиките кои ги водиме, една од клучните карактеристики кои не прават уникатни и не доведува до посебна силна позиција е нашиот капацитет за градење на партнерства и соработка. Тоа веројатно произлегува од нашата природа на мултиетничка и мултикултурна земја, во која соживотот базиран на меѓусебна почит е нормално секојдневие. Токму тоа се пресликува и во односите што ги градиме и на Балканот, но и во рамките на Алијансата. Нашето делување е како врзно ткиво кое поврзува демократи и прогресивни лидери во градењето на еден нов регион кој постојано оди напред и кон запад. И токму тоа. Сакам да се вратам на важен датум. Ова година бележиме 75 години од основањето на НАТО Алијансата и 4-та годишнина на нашето полноправно членство. Драго ми е што ова годишнина како премиер јас ќе ги предводам активностите со кои ќе пратиме јасна порака за нашето силно единство и внатре во владата и внатре во Алијансата. Ви благодарам за вниманието. Сега го поканувам за збор нашиот партнер во овој процес, амбасадорот Лосон, кој во име на британците не поддржа со години, без која поддршка овој денешен настан и самото формирање на советот би било по макоторпно. Господин амбасадор, зборот е за вас.